Политичката изолација води директно кон економски колапс, предупреди утрово лидерот на СДСМ Венко Филипче, коментирајќи ги последните пораки на еврокомесарката Марта Кос за руското влијание и тројанските коњи како сериозен аларм за Македонија. Тој ја обвини власта дека свесно го кочи евроинтегративниот процес и дека наместо неповратни милиарда евра од европските фондови, земјата ја задолжува со сомнителни кредити, додавајќи дека реалноста ја демантираат се попразните фрижидери на граѓаните и најавениот ценовен шок со струјата. Следуваат тешки есенски месеци, во кои што не се знае колка ќе биде цената на струјата, што ќе покрене дополнителен бран на поскапување. Политичката изолација носи економско упропастување на земјата. Пад на странските инвестиции, пад на индустријското производство, стагнација на платите, на просечната, на минималната плата, стагнација на платите во здравството, во образованието, стагнација на примањата во социјалните трансфери, несигурност кон пензионерите, со тоа што не се знае и владата не кажува што се случува со вториот пензиски фонд, кој што треба да се менаџира и да следните пензионери. Премиерот Христијан Мицкоски пак возвраќа дека ваквите обвинувања се очајнички обид на СДСМ за креирање вештачки кризи и потенцира дека предстојниот прилив на пари од Европскиот план за раст е најопиплив доказ дека Брисел ги вреднува домашните реформи и децидно повтори дека за владата нема план Б. Евроинтеграциите остануваат стратешка цел, но со заштитено национално достоинство. Кажавме и во декемврискиот извештај, ќе покажеме и сега во јунскиот извештај дека ние сме во суштина најнапредната држава во регионот кога станува збор за испорака на реформи. За мене промена на устав и прифаќање на тоа што прифатила претходната влада не е реформа. Нема цена по која што ние можеме да правиме безусловни отстапки. Ние може да се договараме, може да разговараме, бараме решение, конструктивни сме и така и ќе продолжиме и понатаму, но безусловно јас подпис да ставам на нешто што прифатила претходната влада или така наречената капитулација, додека сум јас ова што сум, тоа нема да го направам. При неодамнешната посета, еврокомесарката за проширување Марта Кос испрати јасни и директни пораки до Скопје, нагласувајќи дека во Европската унија нема место за тројански коњи ниту за нови членки кои се под влијание на Русија или други надворешни фактори. Кос изрази силна надеж дека Македонија ќе остане цврсто на европскиот пат, но потенцираше дека Брисел будно го следи квалитетот и брзината на домашните реформи, кои мора да бидат реални, а не само декларативни. Таа потврди дека планот за раст и европските фондови остануваат отворени како поддршка, но напредокот во интеграциите ќе зависи исклучиво од исполнувањето на преземените уврски и почитувањето на утврдените критериуми на Унијата.